По усогласувањето на просечната плата и со трошоците за живот, пензионерите ќе добијат по плюс 5,3% од пензиите, што повторно ги загрижи оние со најниски примања, бидејќи дополнително се продлабочува јазот помеѓу нив и привилегираните. Така најниските пензии вкупно 2545 со износ од 12.528 денари ќе добијат само 664 денари. На 19 пензионери со највисоката пензија од 76.035 денари, усогласувањето им носи дури 4.029 денари. Кој има, пак да има. Групата со најниски законски предвидени пензии брои 86.497 пензионери. Тоа е нешто помалку од 1/4 од сите пензионери во државата. Нивните примања се во распон од 12.528 до 16.058 денари. Пресметките покажуваат дека пензиите од 20.175 денари ќе нараснат за 1.069, од 31.859 за 1.688, а од 54.588 за 2.893 денари. Над износот од 54.588 денари пензија земаат 2.688 лица. За опозицијата, пензионерите најмногу ги чувствуваат штетните последици од владењето на актуелната коалиција, па на повеќето од нив пензиите не им се доволни за храна и сметки, а камони за лекови. Министерот за труд и социјална политика Ѓоко Велковски уверува дека веднаш штом ВМРО-ДПМН ќе дојде на власт, методологијата ќе биде сменета, а порастот на пензиите ќе биде линеарен.